Да, во добро утро секој утро во петок имаме редовна рубрика Адвокат на граѓаните. Сакаме да ви бидеме од полза и од помош за сите вас што можеби не знаете кому да се обратите, не сте ангажирале се уште адвокат, токму за многу прашања, многу дилеми ја имаме ова наша редовна рубрика и многу ни е мило и чест што постојано имаме па и пофалби, но дека сме помогнале. Тоа и нам не е идејата, воопшто да помагаме на граѓаните на телевизија Алфа. Адвокат на граѓаните Бојан Милушевски, добро утро. Добро утро, Ана. Поздрав до тебе и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Да, ви благодарам што постојната соработка ја одржуваме и на ваков начин преку видео повик и навистина има многумина од гледачите на Добро утро секое утро што постојано ни испраќаат и пораки и коментари и прашања, но и дека сме им биле од помош. Така е. Јас ви благодарам и на вас исто така за поканата и секогаш ќе бидам тука достапен за вас колку дозволуваат самите обртки да одговориме на гледачите, на нашите граѓани колку може да ги упатиме едноставно да ги решат нивните правни проблеми, како и да остварат својата правна заштита во рамките на законот и нашите правосудни органи во Република Македонија. Да, отворени се телефонските линии за сите вас, граѓаните на Република Македонија, за гледачите на Добро утро секој утро и телевизија Алфа. Може слободно да се јавувате во текот на емисијата, се до крајот всушност на Добро утро секој утро и да ги кажувате вашите прашања. Тука е адвокатот Бојан Милушевски да одговори. За да започнеме со оние прашања што дојдоа до нашата Facebook фан страница Добро утро секое утро. Вели вака, користиме годишен одмор во јавно предпријатие, одиме по 12 часа на работа сменски. Од годишниот одмор ни кратат, а за еден ден ни прерачунаат ден и пол од одморот. Односно, ако искористам 2 дена, ми намалуваат 3 дена од одморот. Дали е сето ова законски? Прашање за адвокатот. Па не, сметам дека доколку е вака состојбата, односно ситуацијата кај работникот како што ја опишува на поставеното прашање, сметам дека не е законски, бидејќи како и да е во секој случај законското право на користење на годишниот одмор кај за работникот е императивно право. Во таа смисла, значи и Законот за работни односи го регулира правото на користење на годишниот одмор, кој што не смее да изнесува помалку од 20 работни денови, ниту пак повеќе од 26 работни денови, каде што правото на користење на годишниот одмор за овие останати денови се утврдува на ниво на работодавачот со колективен договор, посебни правилници и така натаму, во смисла на останатите критериуми кои што ги исполнува работникот, неговиот работен стаж, потоа ангажманот кај работодавачот, работните и работните задачи и обврски што ги извршува, степенот на сложеност и така натаму, степенот на образование и така натаму. Што значи дека во конкретниот случај, во ниту еден случај не може да се суспендира правото на користење на годишниот одмор, ниту пак да се заменува со работните денови кои што му се дадени како одмор на работникот. Така што сметам дека треба да се вложи приговор кај работодавачот и да ги оствари своите права на тоа ниво, а доколку не успее, значи понатаму да бара и судска заштита. Да, имаме веќе гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете со вашето прашање кон адвокатот. Да, ве слушаме, адвокате, дали го слушате гледачот? Дали се Да, слушаме? се слушаме со малку прекин. Добро. Се слушаме, повелете со вашето прашање. Вака, сега имам 3 кратки прашања. Прво да го прашам адвокатот, ние што сме исклучени од парно, што плаќавме со години апашка работа, па испадна дека биле далавериво прашање, па овие здруженија во што се во ХАК поднесоа тужба, како се вика тоа, во Страсбург, се извинувам,
Добро. Дали ако во Страсбург добијат позитивен одговор на тоа на таа тужба, дали граѓаните ќе може ќе треба посебно да бркаат адвокати или со заеднички адвокат ќе може да изнесува да им се вратат украдените пари. Втора работа, постојат многу фабрики пред се, да не ги кажувам по име, каде што газдите на тие фабрики, за сите тие што работат прекувремено, не им плаќаат, него им даваат као слободни денови, и не само слободни денови, него и не им даваат ни да ги искористат. Дали тоа е праведно, правилно, законски и дали може да изнесуваат нешто? И третото прашање ми е, имав еден случај пред година дена, тоа не е важно, ме интересира адвокатот што мисли. Имав, да кажеме, една расправија со едно полициско лице, поради тоа што мојата кола беше земена неправедно, немаше ни знак, немаше ни ништо, а ја зема пајак и јас се расправав со нејзе и после година дена добив тужба во која што она имаше напишано работи кои што не сум ги кажал. Во разговор со судијата ми кажа две опции. Вика, ако ја викнеме нејзе да сведочи, ќе платиш 10 пати поголема казна. Ако признаеш дека си го кажал тоа, ќе платиш 200 евра. Што сакам да кажам? Со други зборови ми кажа дека кога граѓанинот во нашава држава ќе има било каков сукоп со полициско службено лице, доколку нема сведок, судот секогаш одлучува на страната на полицаецот, на службеното лице. Дали е тоа вистина или лага? Благодарам. Ви благодариме за јавувањето. Верувам ги слушнавте трите прашања, па повелете. Вака, значи, во поглед на првото прашање за оние кои што се корисници исклучени од услугите за парно грејење, ние често пати во оваа ваша емисија сме говореле за ова прашање, како и за пресудата од страна на Европскиот суд за човекови права, која што ја добија граѓаните, поднесена како вид на жалба до судот од страна на некои мои колеги. Во таа насока, значи, сметам дека таа треба пресуда да стане правосилна, која што се очекува да стане правосилна во текот на, мислам дека овој месец или наредниот. А во тој случај, секако, значи, врз основа на таа пресуда, граѓаните ќе може да бараат повторување на постапката. Меѓутоа, не само тоа, јас сметам пак исто така го делам и ова мислење со некои мои колеги дека со оглед на тоа што на некој начин овие што били исклучени од парно грејење, им бил наплатуван паушал за истата услуга која што практично и не ја добивале, каде што и на тој начин токму и за тоа и пресуди Европскиот суд за човекови права, сметам дека овие средства ќе имаат право во годините наназад, во рокот за застареност, во рокот од 3 години уназад, овие средства да ги бараат поврат, односно да ги бараат назад како нешто што било стекнато без основ. Во таа насока сметам дека во наредниот период судовите ќе се соочат со доста тужби, односно тужбени барања, каде што ќе можат граѓаните да ги остварат овие права, сметам дека по овие два основи. Едниот по пресудата, а другиот за да им се вратат оние пари кои што на некој начин им биле неосновано земени од снабдувачот, односно од давателот на услугите. Што се однесува до прашањето дали може да се поднесе групна тужба, сметам дека секој случај
каде што некој граѓанин му еускратено, односно ова право му било повредено. Сметам дека поединечно може да се ги бара правата пред овој суд, бидејќи доколку го бара правото за стекнување без основ да му бидат вратени оние средства кои што му биле на присилен пат одземани изминатите 3 години од страна на судот, односно извршителот, доколку имало пресуда, или пак доколку истиот самоволно ги уплатувал на снабдувачот, сметам дека тоа представува случај до случај, така што тоа е поединечно право кое што сметам дека секој граѓанин треба да си го остварува лично. А што се однесува до барање за повторување на постапката, тука треба да се разгледа таа можност, бидејќи се работи за пресуда на Европскиот суд за човекови права, па тука ќе треба колегите да малце да разгледаме таа проблематика во смисла дали да се оди со поединечно тужбено, односно барање повторување на постапката или пак групно или колективно да се постапи со таа пресуда. Што се однесува до второто прашање, каде што беше проблемот со работодавците, каде што повторно со годишните одмори, односно со работното време, каде што работат работниците подолго работно време од полното, па каде тие работни сатови им се засметуваат, односно им се компензираат на некој начин со денови од годишниот одмор. Сметам дека исто така и на овој начин дека треба работниците да си го бараат своето право првин кај работодавачот, а потоа и по судски пат доколку не успеат во тоа, бидејќи Законот за работни односи е јасен и предвидува работното време колку изнесува во текот на неделата и исто така и како работен како институт од работодавство од трудовото законодавство исто така го познава и работа подолго од полното работно време. Што значи дека во секој случај тоа работа во подолго од полното работно време најпрво треба да се евидентира во работни сати, односно работни часови, кои што задолжително работникот мора да му бидат евидентирани, дали преку системот за електронска евиденција или пак преку системот, односно рачно преку евиденција за доаѓањето и одењето на работното време, и потоа да се бара, значи секој работен час да му биде исплатен како работа дополнително од полното работно време или пак зголемен број на часови. Што се однесува до третото прашање во поглед на сообраќајните прекршоци, бидејќи граѓанинот зборуваше за делот на сообраќајни прекршоци каде што се направени поради непрописно паркирано возило. За жал, во право е гледачот дека секогаш во судска постапка, односно постапката по прекршоци пред основните судови, судот секогаш поклонува верба на овластените полициски службеници. Без разлика дали ви имате сведок до вас за сторениот сообраќајен прекршок, без разлика дали записникот за сторен сообраќајен прекршок сте го подпишале или не сте го подпишале, односно не сте го подпишале токму од овие причини кои што не сте се согласувале едноставно со настанот, секогаш за жал поклонува верба судот на овластеното лице, односно полицајецот. Сметам дека тоа треба да се смени, бидејќи едноставно во судската постапка, односно во судот, странките се еднакви, односно и оној кој што е против кој што е поведена прекршочната постапка во конкретниот случај и оној кој што е повел прекршочната постапка, тоа е во случајот Министерството за внатрешни работи, сметам дека треба да бидат еднакви пред судот и судот исклучува да ги цени фактите и доказите кои што стојат на двете страни. Ви благодарам на вистина за трите одговорени прашања на нашиот гледач. А сега уште еден гледач има прашање на лайв стримот на телевизија Алфа. Вели дали може да се даде на извршител некој предмет ако не си бил присутен во земјава да примиш обвинителен акт? Не сватив добро, обвинителен акт, извршител. Толку е прашањето, да.
Ако може гледачот го замолуваме да дополни прашањето, дали може да се даде на извршител некој предмет ако не си бил присутен во земјава да прибиш обвинителен акт? И толку е прашањето. Не го разбирам искрено, бидејќи обвинителниот акт во кривичната постапка, односно обвинителството поведува од кривичен обвинителен акт за зборена кривично дело за кое што се гони, односно каде што запретената казна е над 5 години, така што со изискувањето странство малце доколку би можел да ни појасни гледачот да видиме зашто се. Ете, ако сака гледачот да ни го појасни прашањето, дали на лайв стримот, дали на нашата Facebook фан страница Добро утро секое утро и да ни напише да го дополниме прашањето за да му биде одговорено. А исто така можете да се јавувате сите вие со некаков правен проблем. Токму сега имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро, секој утро. Добро утро, секој утро. Овде ја гледате кадо. Вака, деле поздрав до Алфа телевизија и до нашиот адвокат. Поздрав и до вас. Луѓе од март месец до мај месец без динар трпен. Само се извинувам. Адвоката, дали го слушате убаво гледачот? Не можам убаво да го слушнам. Затоа што многу слабо и ние го слушаме, а би било добро да слушнеме убаво што сакате да ви биде одговорено. Повелете. Ви посакувам се најдобро да не можете адвокатот. Повелете со прашањето, да. Луѓе од март месец до мај без тршен динар, ни прави мај, ни директор, ни директор, ни неонација без тршен динар. Се извинувам уште еднаш, ве молам да не зборувате на спикерфон затоа што на вистина ве слушаме со фонија во студио, а адвокатот затоа што сме на видео повик, а тој воопшто не може да ве слушна, затоа. Ние сме на мобиле. Добро, на слушалка зборувате, така? Колку што успеав да ве разберам, од март немате земено? До мај никога. Од март до мај немате... Скршен динар. Не ве разбирам, не сте земале плата? Скршен динар, да. А скршен денар, добро, тоа не успеав да го разберам, добро? За приватна фирма станува збор? Да, и сега ние сме пајне. Молам? Да, ве слушам, повелете. Говорете? Од март не сте земале плата во приватна фирма, добро? Така. И сега ние се да правиме? А што да правите? Како да го тераме животот со ова наша Република Македонија силава. Добро, тоа е прашањето? Вака, нашиот адвокат, значи, овие што се школувани да не вреќам адвокати, премиери потврди. Значи, нашиот премиер Заев рече на времето ќе ја дам луѓе. Еве, беше премиер, ги дојаде луѓето, се тргна настрана и нас не отепала, не направи годна. Добро, имаме некој па и сега ни се изгуби адвокатот. Само момент. Добро, ќе ви биде одговорено прашањето колку што успеав да ве слушнеме. Тоа е тоа, дека не сте земале плата од месец март, станува збор за приватна фирма, да се обидеме. Сега е се во ред? Да, се слушаме добро. За приватна фирма станува збор, не земале плата од март, што да прават? Тоа беше конкретното прашање. Значи вака, согласно повторно ќе кажам, согласно законот за работните односи, а и согласно законот за персоналниот данок на доход, како и придонесите од задолжително социјално здравствено осигурување, значи работодавачот е должен секој месец да исплати, односно да пресметува бруто плата на работникот. Што значи дека управата за јавни приходи најдоса до 15 наредниот месец ќе испрати опомена за плаќање на придонесот, секако доколку истиот го пријавил во управата за јавни приходи.
секако доколку овака пријавениот придонес од задолжително осигурување не го плати работодавачот, односно не ја исплати со тоа и основната плата, односно нето платата, зголемена за придонесите од задолжителните осигурување. Во тој случај истиот ќе биде казнет, односно ќе биде блокирана неговата сметка се до наплата на овие средства. Затоа во овој случај не можев да разберам дали се работи конкретно за активна фирма, односно активен правен субјект кој што работи се уште и е во правниот промет, или пак се работи за некоја престечена постапка или пак ликвидација на самата фирма, односно на самиот правен субјект. Во секој случај, работникот, како што кажав и претходно, има право на плата, има право да го бара ова право да му се оствари за месеците март и април, како што сватев и мај, односно месецот мај се уште не е помен, меѓутоа за март и за мај. Значи во секој случај има право да си го бара тоа по писмен пат со еден поднесок до работодавачот, меѓутоа повторно ќе кажам, не знам, во конкретниот случај не сум доволно запознат дали се работи за работодавач кој ги користи некој дел од мерките сега во понредна состојба пак или не, и така да треба да се види конкретната правна работа, па за да се упати гледачот на соодветен одговор. Добро, уште едно прашање до вас. Ве молам вели да го поставите ова прашање за адвокатот. Работам земја под концесија. Редовно ја плаќаме киријата, ми стигна писмо со пресметка за казна на камата за 2017 и 2018 година. Дали е во ред да се плати казна во оваа кризна состојба? Е прашањето од наша редовна гледачка. Видете сега малку контрадикторно е прашањето, вака како што е поставено, од една страна гледачката вели дека редовно плаќаат концесијата, односно закупнината на земјоделското земјиште, а од друга страна вели дали е во ред Дека да се дошло плати писмо казна. со пресметка, да. Да, во ова време кога имаме вонредна состојба. Значи треба се види конкретно дали навистина таа камата е пресметена согласно закон, односно дали има право на камата давателот на концесијата или не. Доколку нема право, нема вакво право, јас сметам дека треба концесионерот да го обжали ова решение, бидејќи само со решение се може да се задолжи, односно со поединечен правен акт може да се задолжи оној кој што е наметната оваа обврска. А второ, доколку навистина се сложува со ваквата камата, односно дека 2017 година задоцна со плаќањето, во тој случај сметам дека во вакви околности во одредна состојба, а и согласно уредбите и одлуките кои што се донесени од страна на владата, се одлага извршувањето на ваквите трошоци, односно на веќе пресметаната камата се прекинува извршувањето на истата и сметам дека присилно не може да биде овие средства да бидат извршени од страна на корисникот на концесијата. Сега појаснување за претходното прашање од нашиот гледач, што не беше докрај јасно. Вели, од судот сум бил осуден со условно, пошто не сум бил тука, требало да платам паушал или судски трошоци по 2000 динари. Кога се вратив, даден сум на извршител кој сега изнесува по 14.000 динари. Па прашав дали може да ме дадат на извршител кога не сум бил присетен да ги примам овие казни. Тоа е објаснувањето. Видите, да, значи не се работи дефинитивно за обвинителен акт, бидејќи обвинителен акт бара присуство на судењето, значи на судењето, а истиот бил осуден во отсуство, меѓутоа веројатно се работи за некој прекршок, во секој случај бидејќи постоеле вакви околности, треба да се види дали истиот или некој во негово име ја примал поканата кога се работи за
судењето, претпоставувам дека се работи за некој прекршок, во делот на сообраќајот или некој друг прекршок, така што треба да се види дали уредно се примени поканите и второ, во секој случај извршителот постапува по правосилна и извршна одлука. Дали е тоа одлука од страна на суд, дали е нотар и така натаму, тоа е ирелевантно, меѓутоа извршителот постапува исклучиво по правосилна извршна одлука и во тој случај истиот издава налог за извршување, кој налог е издаден во конкретниот случај на гледачот, така што овдека не ја гледам многу, не го гледам пропустот кај извршителот, колку кај органот кој што го донел ова решение, односно таа одлука, односно законитоста на истото. Така што го упатувам гледачот првин, најпрво да се види за што се работи и дали може таа постапка да се повтори, односно дали има пропусти во самата постапка, доколку се работи за одбрана, дали е повредено правото на одбрана, доколку се работи во некој случај во делот за прекршоци, дали е повредена постапката, односно која што му претходила на донесување на вакво незаконито решение или одлука од страна на судот. Добро, сега мислам дека е се јасно, дека ќе биде задоволен и гледачот, што прво беше нејасно до крај неговото прашање, со појаснувањето, сега мислам дека е задоволен и со одговорот. Продолжуваме секако со вашите телефонски јавувања, доколку имате никакво правно прашање до адвокатот, телефонските линии се отворени се до крајот, се до 20 на минути од прилика имаме време. Бојан Милошевски ќе ги одговори сите ваши правни прашања. Тука сме секој петок да се обидеме да ги дадеме вистинските правни одговори и да помогнеме за граѓаните да имаат одговор од стручно лице. Да слушнеме кој ни се јавува. Ало, добар ден. Добар ден е веќе, да. Јас сакам да прашам децата што ги испадија од работа заради малите што ги у градинка што ги носеат за време на работа. Случај мој таков е. Ќерка ми у јануари добија решение од повеќе од 10 години се со решение не на неопределено, него на определено до одреден период, за 2 месеца, за 3 месеца и продолжуваат. И сега у јануари дадеа на неопределено и у марту на 14, кога ги децата пратија у дома мајките, на 14 ја викнаа на работа да пише, да се согласи на определено за еден и за цел месец до 20 април. И сега на 20 април истече и определеното и ја пратија у завода. Дали е тоа правилно? Дали е тоа уред? Она ги носи децата од 8 месеца на градинка, а сега дома да седе, да се чуде со шо леп да им купе. А тие што са партиите, сите си со големите плати нини и никој не е испаден и никој не е со нешто казнен. Како е можно тоа децата што го прават буџетот, што го пунат, така да бидат казни оваа корона криза, наместо да мислат тоа како ќе го поминат сега, помислат и како ќе преживеат, што ќе обстанат и што ќе ја ранат тие деца. Тоа е греота така што се праве. Сите деца што се испадени од работа околу 20 април, да сите им е сменено решението од неопределено на определено, да не одговарат со ништо газите. Срамота и греота така ни на нас направија, која државата растурува, уништија ги предпријатија до оставијане на улица со деца, студенти, ученици и чудиме се како да ги извадиме на крај. И плюс тоа, моето дете е со факултет на машина за шиење. Најтешкиот факултет го е завршило. Добро. Да, го слушнеме одговорот од адвокатот. Ви благодариме за вашето јавување, за вашето прашање. Повелете. Ако може, јас нешто разбрав, нешто не од прашањето, дека работникот бил на неопределено време, разбрав делот, меѓутоа дека подоцна му бил трансфериран на работниот однос на определено време. Меѓутоа не сватив за која установа, односно за како дека кога почна, да,
Само да ви појаснам, кога почна кризната состојба, односно на почетокот на март, или кога се востанови водрената состојба, дека веќе и било договорот приначен на определено време, а потоа ја викнале на работа повторно и до 20 април имала договор, и сега е веќе во Заводот за вработување. А за каков работодавач, дали имате сознание се работи, дали Не. јавно установа некоја или... Не. Видете, доколку се работи за јавно установа или пак државен орган на единица на локална самоуправа, или пак некој орган каде што е основа на единица локална самоуправа, или пак владата на Република Македонија, сметам дека тие се огласи строго распишани согласно законот за административни службеници и јавен сектор. Така што тие огласи кога се распишуваат стрикно определени, дали е за определено време или за определено време. Сметам дека во конкретниот случај доколку работникот бил вработен на неопределено време, не постои основ да се трансформира од неопределено на определено време. Напротив, односно спротивно на тоа пак, доколку работниот однос е на определено време, доколку работникот ги исполни условите предвидени во Законот за работните односи, истиот може да му се трансформира од на неопределено време. Меѓутоа, во конкретниот случај не знам која би била причината, искрено, каде што еден договор на неопределено време би бил трансформиран обратно, значи на определено време. Некако, не знам, тоа не ми е... Во секој случај треба да си го бара правото на заштита на своето право од работен однос работникот, да се поведе судски спор, доколку го искористи правото на приговор против правната одлука на цијата на определено време. Во секој случај сметам дека право на правна заштита. Добро, уште едно прашање на лайв стримот на телевизија Алфа. Сакам да прашам дали приватна фирма има право да помине 1 денар плата. Кога го видовме и прашавме газдата, тој ни рече дека бил заглавен, пак ја пуштал платата понатаму. Дали е ова пуштано? Така пишува. Ова и дали е законски? Дали е законски? Значи, платата, износот на плата, како основна плата е наведен, односно мора да биде заложителен елемент на договорот за вработување. Значи, во договорот за вработување изричито е предвидено износот на плата, односно колку го нема овој елемент, истиот е ништовен, така што плата во износ од 1 денар, според мене не постои такво нешто, односно такво нешто не може да биде исплатено, бидејќи вие на основната плата морате да ги пресметате при донесите кои се потуваат во фондовите. Односно, значи, самата бруто плата, која што го сечинува целокупниот корпус на надоместок кој што го добива работникот и државата. Така што во овој случај апсолутно едноставно мора да се оди по договорот за вработување кој што е склучен помеѓу работникот и работодавачот. Да. Секое друго постапување спротивно на договорот во смисла на изигрување на законот и за позитивните законски прописи да се исплатува 1 денар плата па на тие придонеси да се уплатуваат на тие средства, прво е невозможно, а второ е сето тоа изигрување на законот што доведува до според мене да исклучува до злоупотреба на правото на работодавачот. И адвокате, во овој последен период постојано имате поплаки, жалби на сметка на новите уредби што ги донесе власта пред известно време, па пиши бриши уредби, но ќе ми одговорите на ова прашање да не чека гледачот, секогаш имаат предност, затоа што и поплаките и прашањата и воопшто коментарите и до нашата редакција се во оваа насока, дека се и не се опфатни, односно
занаетчиите изоставени се и ред други стопанственици, но има време ќе ми одговорите да слушнеме што има да праша нашиот гледач. Добро утро. Ало? Добро утро. Добро утро. Дали може до адвокатот да поставам прашања во врска со тоа, вие сега пред малце што кажувавте за одлуки на владата и донесени на собрание, кои што беа за граѓаните, за предпријатијата кои имаат стари долгови Секако за струја, повелат. вода и не знам таму, и комунали, се што треба. Меѓутоа, за струја имаше некој долг, кој што во јануар само таа една сметка не ми беше платена. Бев излезена до град, на мажот ми се води сметката, а куќата се води на моje име. И они му исклучиле струјата. Он ми се јавува во град дека нема струја и оди он сам со точак до дистрибуција ваму што е во аеродром и му дава да потпише договор дека има долг од 2009 негде околу 30.000 на 24 рати. Меѓутоа, мене ми се јавува, јас у град го чекам, ја плаќам сметката за први месец, а за втори уште не беше излезена. Сега, пошто нели донесува закон, праша во службен вестник се јави веднаш, за зброј 31 од 2020, дека е излезено дека сите до 2017 долгови се запрени, мислам, бришени. Дали адвокатот ова е исправно или не е исправно, се нашто не должа со некој 30 од 2009 се ја сметки да варам, кои што важност имаат од една година, нели, па да отужуваат, па да ме извести судот, па јас да ги однесам или сум ги платила или не сум ги платила, ќе ги платам. Меѓутоа ме интересира дали оваа одредба се донесена од собрание и од владата до собрание изгласано е, дали важи за граѓаните, не само за мене, ова општо нека биде и важно за сите граѓани на Република Македонија да бидат обавестени. Дека сега не должа со некој 30.000, што не знам јас дали тие сум ги платила или сега не сум ги платила. Ја мислам дека 2009 све ми е платена. Ви благодариме Само за... да ја прашам гледачката, да, ако може, ако ми останете на дозволите, линија. Да, повелете. нека остане на линија, дали во сметката што е стигната последната или предпоследната, дали овој долг е наведен како заостанат долг или, например, долг по утужени фактури, дали тоа стои на сметките што ги доставуваат? Не само долг е. Само долг е као долг, а немам дадено фактури, ја да ми даде они фактури дека не се платени. Него само како напишано представка дека јас толку и толку должам, дека фактури тие ги измислиле од 2009, ама немам ја копија од тие документи. Мислам да ми даде објаснување на копија на... Него само 2009, само негде околу 30.000 ме должи, а јас од тоа време почнав да ги плаќам во банка заради трансакцијски сметки сигурност и малку ми беше сумњево да плаќам по други места, затоа што кога ќе ги дадеш од банка од своја плата, мислам дека ми е по-сигурно. Добро. Сега не знам како да постапиме ние со ова. Дадовме представка до Евана, меѓутоа не знам дали понатаму да продолжиме и дали сме во право или не сме во право. Ви благодариме и за прашањето и за појаснувањето. Верувам сега е јасно, па да го слушнеме одговорот. Така, значи сметам дека тоа е за жал што се случува кај нас долг од 2009 година да се сметува и да се сметува до тој прашав гледачката дали истиот е евидентиран како долг во фактурите. Како што кажа и самата гледачка, значи долговите по однос на овие комунални услуги, односно услуги кои што се на страна на владелите, приватни правни субјекти, да струваат за една година. Што значи дека во конкретниот случај овој долг од 30.000 денари потребно да се види дали истиот е утужен. Ако е утужен, дали гледачката била повикувана до сега на суд, дали до нејзе стигнало некакво решение за платен налог, поранешен судски, сега нотарски платен налог,
чисто се сомневам дека така нешто е стигнато. Ова се едноставно долгови по однос на сметки превземени од старото дистрибутивно предприятие, односно пред приватизацијата на електростопанство, односно на ЕВА сегашно, што значи дека исто така треба да се погледне дали гледачката влегува во категоријата на субјекти кои што може да им се отпишат овие долгови по однос на електрична енергија, произведена, како и камати кои што произлегуваат по однос на овие долгови. Мој совет е додека не консултира адвокат да ги приложи сите овие докази, да не подпишува никаква спогодба за исплата на овој долг. И уште едно прашање од наша гледачка, вели би сакала да добиам правен совет околу случај кој го имам со јавното обвинителство и водовод и а тие всушност со водовод и канализација. Се работи за долг од неплатени сметки во период од 2003 до 2007 година. Сите останати сметки од таа година до денес се платени. Износот на долгот е поделен на тројци извршители и сега износот е многу поголем за наплата. Ме интересира дали тој долг, кој е веќе стар 13 до 17 години или од 2003 до 2007 година е застарен и дали имам натамошна обврска за негово подмирување преку извршител. Видите, како што кажав, за жал, извршителот му се врзани рацете во овој поглед, заради тоа што постапува по веќе правосилен извршен акт. Во овој случај, значи, решение од страна на судот, односно од нотарот. Така што апсолутна застареност дека има, меѓутоа начинот на кој што се изготвени овие решенија што задолжуваат граѓаните да ги платат е сосема дискутабилен. Поготово, како што го спомнавте и со гледачката, како што го спомна и јавното предпријатие за снабдување со вода, односно водовод и канализација, заради тоа што навистина таму сите тие долгови, според мои сознание и сознание на мои колеги, беа адактирани како предлози пред судот, кои што ги доставува фактурите своевремено, бидејќи не се остави простор, односно се повреди онаа постапка што е за судска постапка за да го изложи своето право, правото на приговор, странката, односно граѓанинот, со што без приговор на таквото решение, едноставно тој акт станува правосилен и извршен и се доставува до извршителот на собарање за извршување. Значи дека во минатото беа многу право одземени од дека по овој основ од страна на овие јавни предпријатија, а на штета на граѓаните. И во овој случај конкретно сметам дека долгот е застарен, а од друга страна пак имате отужени фактури кои што се предадени на извршител, кој што може во секој случај да ви ја блокира сметката и не е виновен во конкретно направена работа, трошоците се зголемени. Исто така и во овој случај упатувам и странката, односно граѓанинот, да се консултира со адвокат, во смисла тоа дали влегува во една категорија на граѓани кои што се отпишуваат долговите со закон кој што беше донесен непосредно пред оваа состојба, односно мислам дека крајот на 2019 година. Така, само уште едно појаснување дека воопшто не е издадено на суд во јавно обвинителство, моја грешка, се извинувам, со јавното предпријатие водовод и канализација. Тоа е тоа. Да, ви благодарам, адвокате, со оглед на прашањата што ги имаме постојано во редовната петочка рубрика Адвокат на граѓаните. Во ова насока се прашањата отпис на стари долгови, но и многу прашања, недоумици на штета на работниците, би рекла, со најновите уредби, затоа што не се опфатени сите. Тоа сме сведоци. Така, видете, значи, овие уредби што се со законска сила, јас малку имам и некоја дилема околу правното обстојување во овој наш правен систем во поглед на овие уредби со законска сила, бидејќи, видете, уредбата со законска сила е акт кој што може да обстои само единствено во вонредна или воена состојба.
Ние во случајов имаме прогласена вонредна состојба и тоа веќе втор пат и тоа не е спорно. Сега, се поставува прашањето, овие уредби со законска сила до кога ќе важат, до кога е нивната важност и дали по завршувањето на вонредната состојба ќе можат да произведуваат правни действија понатака. Според мене, а исто така го делиме мислењето за повеќето колеги, дека овие уредби со законска сила нивната важност е до завршувањето на вонредната состојба. Во тој случај, овдека пак сега се поставува прашањето конкретно за уредбата која што го уредува и законот за извршување во смисла на тоа дека се сатираат сите постапки, се прекинуваат за извршување на правни физички лица, заклучно до 30 јули. Што значи дека јас овдека не гледам логична оправданост, можеби граѓаните и гледачите ќе ми замерат, меѓутоа не гледам овдека оправданост на оваа уредба, бидејќи дај Боже да заврши вонредната состојба сега заклучно со 18 мај. 16 мај, да, веќе е најавено да се олабават мерките, но што понатаму? Да, само кусове молам ако сакате. Да. Сакам да кажам дека овие уредби се носат на дневна основа, како и одлуките од страна на владата по однос на овие уредби и стварат нека конфузија во правното мислење. Меѓутоа, моје мислење е дека со уредба со законска сила не можете вие да менувате акт, највисок акт, односно закон, односно одредби на некој закон кои што имаат законска сила и кои што се донесени во Собранието на Република Македонија. Самиот наздив уредба значи дека уредувате определено прашање во конкретно определен временски период, но не и да менувате закон кој што веќе обстојува на нашата правна сцена. Секако, сето тоа си има некоја времена. Така, да. Добро. Ќе дознаеме, адвокате, тука сме, ги следиме настаните, секако денеска ќе се одлучува дали ќе има олабавување на мерките, веројатно нема да има повторно воведување на вонредна состојба, тоа барем беа најавите, останува да видиме што ќе одлучат, но веќе следниот петок ќе ги имаме одговорите и ќе позборуваме и за оваа тема поконкретно. Благодарам за вашата постојана соработка, адвокатот на граѓаните Бојан Милушевски, ви посакувам убав ден и да се слушнеме повторно.